Часот 27 минути, време и за следниот разговор во утринската програма. Ја отвораме редовната рубрика Здрав живот и тоа на следнава тема. За една недела, поточно на 20 март, се одбележува Светскиот ден без месо. Овој ден се одбележува со цел потрошувачите да се стимулираат на конзумација на здрава храна. Последниве години во светски рамки се следи трендот да се намали или целосно да се отфрли месото од исхраната. Дали станува збор за тренд или пак постои одреден здравствен бенефит од абстиненцијата од конзумирањето на месо, утринава ни открива нашата следна гостинка, нутриционистката Билјана Ристевска. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро, добро ден, благодарам. Правилната, избалансирана и здрава исхрана представува еден од најголемите предизвици на современиот човек. На почетокот на разговорот би ве прашал каква улога игра месото во секојдневната исхрана на човекот? Па, од аспект на наука и дефиниција по наука за месо, игра голема и сериозна улога во раст, развој и обавување на функциите на еден човеков организам. Меѓутоа, месото по дефиниција е хранлив намирник кој што здобилува со најголема процентуална застапеност на протеини, но за кој вид на месо зборуваме, станува збор во ситуацијата, станува збор за месо одгледано и одгаено во природни услови, хрането на како што треба да биде здрав начин на исхрана, да има и животното пред да биде угинато и да биде пласирано месото на пазарите, односно за конвенционална употреба на сите потрошувачи. Во поново време, оваа дефиниција се коси со квалитетот на месо кој што го имаме на нашите пазари. И кога станува збор за месото, луѓето имаат некако поделени мислења. Некои сметаат дека неговата потрошувачка е штетна, други напротив сметаат дека оброк без месо не може да биде полн. Кој е вашиот став како нутриционисти? Дали исхраната без месо своевиден тренд, како што ја насловивме делесната тема, или всушност станува збор за здравствен бенефит? Знаете како, тоа и меѓу нас нутриционистите и меѓу научната фела е дискутабилно. Секој си држи своја страна, односно си има свој став по однос на внесување на конзумирање месо, да или не, и секој има своја дефиниција зошто да и зошто не за конзумирање на месо. Мој личен став е дека месото треба да биде намалено од исхраната, можеби не комплетно исклучено, иако јас го имам исклучено од исхраната веќе долги години наназад, меѓутоа негово комплетно исклучување, доколку немате здравствен проблем, односно не знаете зошто го исклучувате, немојте да го исклучите туку така, заради тоа што било тренд, како што напоменавте вие, и се следат некои модни трендови. Доколку имате став по истото зошто го исклучувате месото, тоа ќе бидете успешни и нема да имате никаков ризик фактор по отстранување негово од вашата исхрана, односно се ќе се одвива во организмот онака како што треба. Пак морам да напоменам, треба да биде подстручен надзор од причина што на почетокот кога веднаш ќе престанете со конзумација на месо, може да се случи пат на некои параметри, значи прво на преку крвната слика се гледаат тие во организмот, а понатаму не дај Боже проблем со некој орган кој што претходно лачел ензими кои што ги преработуваат овие животински протеини. Сето тоа доколку планирате се откажете од конзумација на месо, треба да оди чекор по чекор, односно постепено, да не биде наеднаш пресек за и веднаш престанувам од денес да конзумирам месо. И со оглед на препораката на сите нутриционисти, месото да се конзумира умерено, кое е препорачаното количество на месо кое што треба да го внесеме во текот на денот? Така, во зависност од лицето кое што конзумира месо, во зависност од неговата возраст, во зависност од неговата физичка активност, во зависност од неговото тековно конзумирање на месо, зависи и дневниот внес на месо. Некоја формула по која што ние се водиме е некаде порција да биде месо, доколку е главен оброк месото, може да оди од 300 до 350 грама по парче. Меѓутоа, ако е главен оброк месото, но ако е додаток во сосови, во тестенини или како дополнително при друг ручек додадено и месото, тогаш треба количината да биде намалена некаде од 150 до 200 грама и секако ова не значи исто и за деца. За детска популација тука треба некаде 50% помалку да е внесот на кајдечињата во текот на денот од месо и не секојдневно конзумирање на месо. Со оглед на нашиот менталитет, многу често знаеме понекогаш да го измешаме редоследот на конзумирање на месо, па би ве прашал во кој дел од денот е препорачливо всушност да се конзумира месото? Па во зависност од енергетската потрошувачка на организмот. Знаете, некогаш луѓе кои што се физички активни, знаат да исконзумираат месо веднаш после тренингот или пред тренингот, некој час
до 2 пред тренинг, или нели после тренингот, откако ќе помина одреден временски период, телото откако ќе се врати во нормала. Меѓутоа најповолен период за преработка на истото е периодот на ручек, некаде од најдоцна до 17 часот да биде исконзумирано. Ова зборам за луѓе кои што се попасивни, односно немаат силна физичка активност. Некогаш најво вечерните часови, меѓутоа тоа е кај проспортисти, односно луѓе кои што се во текот на денот имаат поголема потрошувачка на енергија и не се пасивни. Што е составот на оние луѓе кои што се поборници на неконзумирањето на месо? Кои се евентуалните придобивки од неконзумирањето месо? Сега вака, тоа можам и од лично искуство да го говорам, од причина што поволност има многу, навистина палетата на бенефит по организамот и по телото е многу голема од неконзумирање на месо. Пак ќе се навртам од проста причина што месото кое што денес го конзумираме, не знам значи со кој квалитет е, како се тие животни растени, хранети, како е добиено тоа месо. Бенефитите кои што ги очувствува еден организам и едно тело се само позитивни. Со оглед на тоа што долг временски период јас не конзумирам месо, не можам да најдам некоја забелешка дека имам пат на параметар во крвната слика, пат на имуниот систем и понатаму луѓето кои што не конзумираат месо, научно докажано е луѓе кои што се поведри, порасположени, се луѓе кои што имаат подобра општа здравствена состојба, подобар имун систем, не заболуваат често од канцер на дебело црево, жените од канцер на дојка, мажите од канцер на простата, практично со самото неконзумирање на месо, некако како да се иземени од овие видови на заболување, иако тоа не е исклучено комплетно, меѓутоа науката и истражувањата говорат дека сето тоа се должи на невнесувањето на месо во одреден временски период, подолг временски период или ретко конзумирање на месо. Месото е одличен извор на протеини инаку. Колкава количина на протеини ни се потребни на дневно ниво за да можеме нормално да функционираме и како да го надоместиме тоа потребно количество на протеини, доколку не внесуваме месо. Кои се оние намирници кои што може да бидат соодветна замена во исхраната, а сепак да се одржи тој енергетски баланс во организмот. Така, и народно е познато дека кога фали протеин или кога најчесто е паднато железото во крвта, да рече ти треба повеќе месо, конзумирајте повеќе месо. Да, месото содржи до 40%, зависи од типот на месо, и тоа мораме да напоменеме, содржи до 40% протеин во самото. Меѓутоа, не значи дека протеините кои што ги содржи растителната храна се помалку вредни протеини и не треба да бидат конзумирани во текот на денот. Може би помалку се апсорбира цинкот кој што го содржи рибата, месото од риба, меѓутоа затоа кај вегетаријанци се препорачува 2 до 3 пати неделно да имаат конзумација на риба. Другите протеини можеме да ги внесеме од храната која што ги содржи истите, тоа се мешунките, како гравот, грашакот, леќата, печурките, понатаму јаткастите плодови, како бадемот, оревот, лешникот, кикиритката, семињата, меѓу кое се издвојува семето, односно семката од тиква, непечена и сирова, која што содржи навистина голема процентуална застапеност на протеини. Понатаму јајцата, кај луѓе кои што конзумираат, се вегетаријанци конзумираат јајца, млекото и млечните производи кај лактовегетаријанците и протеините кои што ги содржат млекото, како што е сурутката. И сега во зависност од кое млеко станува тука процентуалната застапеност е помала или поголема за протеин. Кај козјото млеко има поголема процентуална застапеност на сурутка, а кај кравјото млеко таа е помала. Прехранбените навики, впрочем, како и сите навики кај нас, се чини некако тешко се менуваат. Споминавме дека не треба месото целосно да се исфрли од исхраната. Ако ништо друго, како да ја промениме свеста кај населението дека месото е пожелно да се конзумира пред се како гарнир, а не како главно јадење во текот на еден оброк? Така, знаете како тоа веројатно следи од индивидуалната свест и треба човек да е спремен за нешто вие да го убедите или да промените кај истиот. Кога човекот ќе биде само свесен дека од редовна конзумација, секојдневна конзумација на месо нема бенефит, нема заради тоа што тоа месо за да се преработи во нашиот организам користи голема количина на енергија и после конзумација на поголема количина на месо нашиот организам е пасивен, се осеќа уморно и вие ако се осеќате така, чувствувате така, значи аларме од телото дека треба да направите некоја промена. Променете веќе чисто само еден ден во неделата за почеток за луѓе кои што се месо јади, односно се што јади, нека направат, има во светски
рамки веќе еден зелен понеделник го во европска веќе на европски рамки повеќе во светот не толку често зелен понеделник практично понеделник каде што никој од популацијата не конзумира месо. Чисто ете една препорака да се почне светен ден во неделата да не се конзумира месо. Верувате дека ништо нема да фали, телото ќе ви биде благодарно и ќе има само бенефити по истото. Посебно и во дигестивниот систем, онаму каде што месото се задржува подолго и прави посериозни проблеми нели со дигестијата, односно варењето на храната. И сега се сите оние кои што се љубители на месото, не може така лесно да се откажат од истото. Кој вид на месо е најпрепорачлив во однос на оние од аспект на хранливите материи кои што ги поседува истото? Така, пак сето тоа зависи од индивидуата. Дали индивидуата кој што ќе конзумира месо е здрава личност, односно нема високи нивоа на холестерол во крвта, заради тоа што практично месото содржи холестеролна единица. Единствено месо кое што не содржи холестерол е конјското месо и месото од зајак. Тоа месо може да се конзумира во текот нели на целата година без да имате грижа на совест дека ќе ви се покачи холестеролот во крвта. Практично месото кое што е чувано, односно гајано во природни услови е најздраво месо за конзумирање. Месото од риба исто така, меѓутоа сега нели пак ако се фатиме за од каде е рибата, како е донесена, како е чувана, значи сето тоа се ризик фактори плюс по одреден квалитет на месото и затоа се препорачуваат оние меса значи што се од птици повеќе, како што е мисиркиното месо, морам да напоменам свежо да биде, дали тоа ќе биде батак, стек или карабатак од мисиркино месо. Пилешкото месо одгледувано во конвенционални услови има големо не, лично од мене, од причина што содржи голема количина на хемикали додадени во истото, меѓу кои и хормони кои што не се пожелни да се најдат во еден човеков организам, посебно не во еден детски организам. Телешкото месо од младо теле е исто така здрав хранлив продукт, меѓутоа и тоа треба да биде во доза препорачлива за една индивидуа која што треба да исконзумира во текот на денот. Чисто свинско месо, црвено месо, исто добро, меѓутоа чисто, без маслоти, и нели во исто препорачлива дневна доза која што треба да биде исконзумирана не во најрана детска возраст секако. Си има нели тоа нели параметри, односно распоред кога и како треба да биде внесено во текот на детскиот живот ова месо. Билјана, разговараме навистина на една обширна тема, има многу прашања, но времето сепак не е ограничено. За крај на нашиот разговор еден совет до гледачите, како максимално да ги искористиме хранливите материи кои што ни ги дава месото, но сепак тоа да не влијае негативно врз нашето здравје. Постои ли таков рецепт? Постои рецепт прво по начината подготовка на месото и комбинацијата со храната во која што ќе биде нели пласирано дадено на трпезата. Начинот на подготовка на месото е многу важен. Може би да купите најквалитетно месо, да е одгледано во домашни услови, меѓутоа да го истретирате со пржење во нели зејтин од растително потекло и тоа месо да ги изгуби сите хранливи вредности, а да добие на трансмасти и на холестеролна компонента. Доколку месото е подготвено на начин кој што е прикладен за истиот, односно тоа да е варење или динстење на месото и печење, меѓутоа печење во редна не на скара. Со самото печење на скара, односно прегорување на горниот слој на месото кој што ќе се подгори на скарата, се ослободуваат токсични, односно канцерогени материи кои што не треба да бидат никако присутни во нашиот организам. Комбинацијата на месо треба да биде секогаш, ако доколку конзумирате например 150 грама месо, без разлика како подготвено, треба тука 2 до 3 пати да биде поголема количината на салата, свежа салата која што ќе исконзумирате со истото. Препорачлива нели салата која што е добра за осигурување на овие компоненти масни што ги има во месото е ротквицата, руколата и лукчето, значи во комбинација секогаш да ви бидат при рака за конзумирање на месо. И секој дели зеленчук кој што ќе биде малку минимално обарен е добре дојден во комбинација со месото. Скробна храна не се препорачува во конзумирање со месото, не од причина што нема да ослабеме некогаш велат луѓето кога јадеме месо и компир, не е проблем слабењето, односно намалувањето на телесната маса, проблем е преработката на храна, односно оптеретувањето на организамот кој ќе пласирате ваква тешка храна како што е месото, оризот и месото, компирот и ред други нели хранливи продукти кои што содржат скроп. Билјана, благодарам за одвоеното време и за денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Се надевам дека барем малку ги разрешивме дилемите околу исхраната без месо, дали станува збор за тренд или има навистина здравствени придобивки од истота. Она што можеме сепак на крајот на разговорот да го констатираме дека месото не треба целосно да се исфали од исхраната, туку да се задржиме само до умерена конзумација на истото со цел да се грижиме повеќе за нашето здравје. И да се внимава, сериозно да се внимава на производителот кој што го купувате месото, кога е тоа животно угинато, се след сите оние параметри, како е стигнато нели од нива до трпеза, што би рекле. Тоа се дефинитивно аспекти кои што треба да ги имаме предвид при конзумирањето на месо.